Добре дојдовте, почитувани гледачи. Ова е уште едно видеоиздание интервју на порталот Работник. Денеска се наоѓаме во Конфедерација на слободни синдикати, каде што ќе имаме можност да разговараме со председателот, господин Благоја Ралповски. Останете со нас. Господине Ралповски, благодариме затоа што одговоривте на поканата, затоа што не поканивте и во вашите простори, да можеме да го снимиме ова интервју и да допреме до широката јавност. Благодарам и на вас за интересирањето, за да направиме едно интервју во кое што ќе споделиме разни искуства од работничките права и синдикалното движење во државата. Кажете ни како ги објаснувате работничките права кога веќе ги спомнавте во ек на пандемија? Знаеме дека се соочуваме со болеста COVID-19. Кажете ни дали се прекршуваат работничките права? Па значи многу едно комплексно прашање во кое што треба многу време да се одговори. Ќе пробам во кратки црти да ги кажам поентите на работничките права во ек на пандемија. Пред се морам да кажам дека не знам по чија вина, но работниците на работните места не се доволно заштитени од оваа нова биолошка штетност. Не се доволно заштитени во делот на зачувувањето на нивните работни места, на зачувувањето на нивната екзистенција и така натака и така натака. Морам да кажам дека голем број од работодавачите или не знаат како да ги заштитат нивните работници или не сакаат да ги заштитат нивните работници, трчајќи по профитот кој што е сега далеку намален, но очигледно дека не можат да го сватат моментот на продуктивноста на работникот со нивниот профит. Значи, колку е работникот позаштитен на своето работно место, дали доаѓа од сегментот на безбедност и здравје при работа, дали доаѓа од сегментот на нивната плата, сигурноста на работното место, работникот може да биде многу попродуктивен. Многу пати сме кажале дека работодавачите, па секако и владата, можат на многу начини да ги заштитат работниците во оваа пандемија. Значи, на најразлични начини, преку спроведување на смени, преку проценка на ризик на работно место, ажурирана проценка на ризик на работно место, за да што помалце работници се наоѓаат во еден кластер кога се заразува. Од тука произлегува и моментот што во делот на работничките права од сегментот на сигурноста на работното место излегува и сегментот дека многу од работниците го изгубија своето работно место или отидоа како технолошки вишок, па сега зимаат некои 70, некои 50% од платата што ја зимале. Да, и тие моменти требаше да се разговараат и можеше да се најде посоодветно решение со цел на што помалце загубени работни места, на што помалце затворени бизнеси. За да направиме еден баланс помеѓу трудот и бизнисот, требаше заеднички да работиме во овие тешки времења, не само заеднички со работодавачите, заеднички со владата, но очигледно дека тој диалог во државата многу недостасува и тоа е единствената пречка во која што ние се наоѓаме и единствената препрека помеѓу работодавачите и работниците во кој што не можеме да изнајдеме едно соодветно решение за еден баланс во кој што ќе бидеме среќни сите, а ќе имаме што помалце заболени и што помалце затворени бизнеси. Така. Што вие како синдикат преземавте и што имате предложено до сега за да се амортизира оваа состојба со цел, како што кажавте, да се заштитат се повеќе работни места? Значи, ние како синдикат, уште од почетокот на пандемијата, преземаме многу иницијативи, кои што ги доставивме и до јавноста, секако и до владата, за кои што баравме сериозно да се разгледат, за кои што баравме да седнеме и да разговараме на тие теми, но очигледно дека надлежните нема слух. Морам да кажам дека целава ситуација произлегува од тоа што во држава немаме суштински социјален диалог, туку имаме само еден формален социјален диалог, кој што еве сега, значи
од тој формален социјален диалог произлегуваат и проблемите во Ги гледаме ефектите сега. Така, ги гледаме ефектите Последиците. сега. Да. Значи ние на почетокот на пандемијата излеговме со една иницијатива во која што кажавме како треба да се заштитат работниците на своите работни места. Значи да се редуцираат на работното место, да се направи социјална дистанца и така натака, да се пресмери работниците да идат на повеќе смени на работа за да се оневозможи создавање на повеќе кластери и што помалку да се шири заразата, но очигледно дека некој немаше слух тоа да го слушне. Исто така предложивме и како да се обештетат оние работници кои што се наоѓаат во неформалната економија, го изгубија своето работно место и оние работници во кои што го изгубија работното место по разни основи, дали им престанал работниот однос на определено време или се наште како технолошки вишок или по разни причини, но очигледно дека и тука не наидовме на слух од надлежните за да се најде еден баланс за да можат овие работници во овие тешки времења за да го сочуваат своето работно место. Може да ни кажете што поконкретно предложивте во тој аспект за да бидат заштитени? Значи, ние предложивме работниците да одат на смени, предложивме работниците кои што го изгубиле своето работно место да се направи еден солидарен фонд во кој што ќе учествуваме и ние синдикатите за да можат да добијат некои средства кои што ќе бидат неповратни за да можат да ги во знак на солидарност сите работници кои што работиме за да можат да ги преранат своите семејства, но очигледно дека во тој дел немаше слух од надлежните за да седнеме на еден конструктивен диалог и да ги сослушаат нашите предлози, кои што мислам дека подоцна и дел од нив ги предлагаа како мерки, но во тој момент не наидовме на слух. Очигледно дека поентата беше дека синдикатите не можат да го кажат својот збор и во тој момент се бараше само да се изгласаат уредбите кои што беа на владата, исто и како и сега за уредбите за предлог законите кои што се со четвртиот пакет мерки, се бара подобни синдикати, нас не сметаа како неподобен, тоа е во тој дел можам да кажам дека намерно бевме одстранети во оваа пандемија од економско-социјалниот совет во делот на нашата репрезентативност, која што 1,5 година стои во Министерството за труд и социјална политика, но со разни шпекулации, малверзации, манипулации, нити комисијата сака да се состане, нити од Министерството има слух за да се реши тој проблем, за да КСС застане на патот на носење на непродуктивни мерки, затоа што нашата единствена алатка во тој економско-социјален совет, како репрезентативен синдикат, сега ни одземена. Работниците можам да кажам дека се оставени сами на себе, затоа што во тој економско-социјален совет, слободно можам да кажам, а кој сака нека се препознае дека се останати само подобните социјални партнери, кои што само аминуваат на тоа што се носи, а не ги кажуваат суштински оние работи што се кои важни. Кои што треба да бидат разговарани и за кои што треба да се донесат соодветни одлуки, многу порадикални или многу поконструктивни. Така. Кажете ни во врска со четвртиот пакет мерки, дали сметате дека би бил доволен за да се сочуваат поголем број на работни места и дали би можеле со тој начин да се очекува дека работниците би го преживеале овој бран од заразата? Значи тоа што го кажав и претходно, сега ќе го повторам. Значи морам да се вратиме на првите 3 пакети на мерки, каде што кажав дека поради немањето на суштински социјален диалог или само формален социјален диалог со подобни социјални партнери, доаѓаме до оваа ситуација. Морам да кажам дека во првите 3 пакет мерки од 450 милиона евра изгласани, значи средства кои што требаше да влезат во стопанството или за плати на работниците, само 196 милиона се потроши или само 45% од тоа што беше предвидено од владата.
Тука доаѓа и оној дел каде што многу стопанственици кои што земаа помош за исплата на плати на нивните работници, не ги исплатија платите и за жал до ден денеска немаме никакво известување нити од јавното обвинителство, нити од владата дали некој одговарал за тоа или се поведени постапки. Имаме уште еден сегмент кој што кажува дека многу работници на своето работно место во текот на пандемијата зимаат 1 денар плата, а тоа се прави со манипулација на платата преку УЈП, која што поминува се враќа за разни задолжување на работниците преку работодавачот, што е чиста манипулација и затоа требаше државата да преземе по-конкретни мерки за да не се случуваат такви работи. Четвртиот пакет мерки повторно ќе нас предизвикува некоја сумња дека нешто сака да се протне или нешто сака да се наметне со тој пакет мерки. Како што гледаме, се уште не е донесен и не знаеме кога ќе се донесе, затоа што, повторно ќе кажам, немаме суштински социјален диалог. Четвртиот пакет мерки, во кој што беше предложен пред Економско-социјалниот совет, ние дадовме своји забелешки, затоа што е предвидено да добијат фирми кои што имаат акумулирана помош до 10 милиони евра. Значи, ние побаравме тоа да биде акумулирана добивка до 10 милиони евра сразмерно вработувањата во таа фирма. Например, не е исто 10 милиони евра акумулирана добивка со 100 вработени и не е исто акумулирана добивка од 10 милиона евра со 1000 вработени. Различни се трошоците. Да. Втора работа која што ја предложив на Економско-социјалниот совет, мислам беше таму присутна и министерката Јагода Шакпанска, беше присутен и вице-премиерот Ветики, која што ја предложивне, кажавне дека помошта за исплата на плати, кои што треба да ги земат работниците до 14.500 да биде нето сума, да не се соочуваме како во минатото, работодавачите земаат 14.500 помош од државата, а исплаќаат само 9.000 денари на работниците, затоа што го рачунаат како бруто сума. Или да се каже од владата дека е тоа бруто, или да стои во законот дека е тоа нето сума. Трета работа со која што ние ја предложивме на тој Економско-социјален совет за четвртиот пакет мерки беше и казните кои што треба да ги платат работодавачите. Доколку работодавачите исплатат помалку или не ги исплатат паричните средства кои што ги земале како помош од државата, да бидат вратени во рок од 30 дена, а казната да биде сразмерно на висината на помошта која што ја земале од државата. Тука се штити и државата, тука се штити и работниците. Значи, има многу работи кои што треба се уште да се разгледуваат, но, за жал, морам да кажам дека поради недостатокот на социјален диалог во Македонија, поради недостатокот на еден круцијално тело кое што се наоѓа во државата, а тоа се Економско-социјалниот совет и социјалните партнери кои што треба да дискутираат на рамноправно ниво, и тоа е загушено, претворено во еден дебатен клуб или по потреба на некоја институција за да ги промовира своите популистички мерки, ние без суштински диалог не можеме да си помогнеме едни на другите во оваа ситуација. Затоа кажуваме, многу да се внимава, еве и порака до сите пратеници, многу да се внимава при носењето на четвртиот пакет мерки и тој да биде во корис и на бизнисот и на работниците, се со цел на подобро преживување на бизнисот во овие моменти, но и со повеќе зачувани работни места во овој момент. Така. Господин Ралповски, ви благодариме за одвоеното време, за исцрпните одговори. Се надеваме и веруваме дека сите овие одговори, сите овие теми кои што ги начнавте и ги кажавте, дека ќе допрат онаму каде што се упатени и се надеваме дека повторно ќе се видиме во едно вакво интервју. Ви благодарам, ова е неисцрпна тема за која што треба да разговараме многу повеќе од ова ваше одвоено време и се надевам дека наскоро повторно ќе имаме една ваква прилика да ги искажеме сите наши проблеми во кои што се наоѓаме како синдикат и
како работници во овие тешки времења во кои што имаме еден непријател кој што невидливо не демне сите нас. Така. Ви благодарим уште еднаш. Почитувани гледачи, фала ви на вас за вниманието. До наредно гледање, бидете со здравје. Поздрав!